Вие го следите новото издание на подкастот Сана на ти. Денеска моја гостинка актерка, млада актерка, која што и тоа како е успешна и добра во тоа што го прави, карактеристична по тоа што се менува себе си во улогите, нешто кое што е веројатно поттики целна работа на секој еден актер да биде добар и да биде различен во улогите, и актерка која што особено го потврдува она актерките, глумиците треба да бидат убави со една холивудска убавина. Емилија Мицевска, добре дојдева, слободен печат. Добро те најдов, ти благодарам за оваа најава. Добро звучеше, убаво ми дојде, фала. Па добро, актерка, нели уште кога бевме деца, кога ќе кажа некогаш родителите, знае да кажат убава е како глумица. Вистина. Нели? Ствари, да, сега ме потсети на тоа. Да. Не знам, можеби од така како Елизабет Тейлор, некако така. Синоним за убавина би. Да. Предпоставувам дека можеби е тоа дојдено од се представувале идеалите порано, што е убаво, така уствари почнале сите нешта, визуелни уметности, со убавите нешта. Меѓутоа, ние глумиците не мораме секогаш да бидеме убави, не смееме секогаш да бидеме убави. Оти мораме да изиграме секакви состојби, секакви луѓе, така да... Али благодарам за комплиментите, дека... Да, баш дискутиравме тоа и со некој од колешките тука, дека што те гледале во театар, дека навистина правиш различна си во улогите. Нема онаа препознатливост као секој пат ја гледаме Емилија во улогата. Не. Значи, излегуваш од себе си. Колку е тешко тоа, Емилија? На мене секогаш ми било предизвик што подалечно од мене, од моето вистинско расположение, момент, фаза од животот. Што е покомплицирано, што е подалечно, колку е поголема не само физичката трансформација, значи она психолошка трансформација. Се сеќавам кога бев студентка, многу уживав го работевме Шекспир и го прашував, мене професор ми беше Владимир Милчин, и го прашував, ја работев Леди и Макбет, јас имаше една сцена таму со ритуали, ја така се ослободив, толку бев креативна, не знам, става во вода хиперманган за да стане крваво нештото, па правев некои магии, нешто, што знам, и меѓутоа, баш тоа парче таму што го играв беше прилично такво лошо. И јас најдов некакво уживање во целото тоа, и јас на еден час на професорот, значи дојдов со проблем и му викам: професоре, што е со мене, зошто јас уживам толку во нешто што е по сите можни стандарди е лошо. Да, и не е човечно, не е во ред. Да. И се сеќавам дека нешто кажа, што е подалечно од нас, толку поголемо уживање имаме во интерпретацијата, не знам. Затоа што навистина тоа со текот на годините ми се потврди дека некои нешта што приватно ние навистина ги чувствуваме или ќе ти се поклопи со реплика или нешто што е твое, само твое и интимно, некогаш се случувало некој да сака да го сокрие тоа. И така тоа некако можеби го сватев. Предизвик ми е секогаш, на сите актери ме предизвик да бидат различни. Да. Затоа ти велам, што потешко, толку поголем, толку повеќе се посветува, што знам. Так. Нема врска тоа со одговорноста, меѓутоа навистина се трудам и би сакала секој ден од мојот живот да сум жива и здрава. Би сакала да истражувам и да достигнувам се што може за да се долови еден тук внатрешен свет. И благодарам уште еднаш на комплиментите. Да. Веројатно не е едноставно тоа да се влезе во туѓа кожа.
Веројатно така е, не знам како е да се создаде еден лик, меѓутоа јас така еве го доживам да се влезе во туѓата кожа, да оживееш некој лик кој што е напишан, кој што некој го напишал, да створиш слика за тој. Мислам дека е тоа процес кој што интимен само ваш, меѓутоа можеш ли од прилика да ни кажеш како изгледа создавањето, раѓањето на еден лик, почнувајќи од читачките проби па се до моментот кога го вадиш на сцена. Колку тоа влијае на тоа каква си ти приватно тој период кога создаваш лик? Дали знае да ти се пренесе дома тој лик? Па ако не знам, ако треба да играш, не знам, некоја научничка, па ти влегуваш во филмот дека треба да истражуваш, да се занимаваш со наука, не знам. Најважната работа кај еден актер е никогаш да не престане да биде љубопитен. Потребата исто така да разбереш некој. Тоа за нас, глумците, е многу... Ние се разбираме меѓу себе, меѓутоа еве ќе се обидам сега да го соберам нештото и да го кажам едноставно за да бидам појасна. Имаме ние наши лични ставови. Мислам и јас и ти, било кој човек. Да. Истото да речеме работиме сега некој текст. Ќе го земам да речеме ликот на Џуди од представата на Зоја Бузалковска, Чудна случка со кучето во ноќта. Таму сум мајка на дете со аутизам, која што не умее да се справи со ситуациите. Имаат и недоразбирање, да речеме, со таткото, кој што е апсолутно посветен родител и секогаш е спремен со големо трпение да се справи за било која ситуација, непредвидена ситуација. Мајката, за разлика од таткото, е многу нетрпелива, сака брзи резултати, сака да е кротка, меѓутоа не се снаоѓа. И сега, без разлика што е ликот кој што нас ни припаѓа, ние мора да го разбереме. И мора да го оправдаме. Значи, не може Ема да мисли дека ова не ми се свиѓа мене ова, не ќе ја да го играм ова. Да. Јас морам да разберам некоја туѓа перцепција, за да можам да ја одиграм. Ме разбираш? Да. Ако имам јас, можам да имам ја поинакво мислење, меѓутоа морам да најдам начин да го оправдам ликот. И имавме, процесот беше доста забавен. Се поделивме на тимови, тим Еди и тим Џуди. И кај мене беа, не знам, кај таткото беа 10 души, кај мене беа тројца. Не те сакаат како лик. Не ја сакаат мајка. Да. Меѓутоа, јас најдов начин да ја разберам. И бидејќи прво не сум мајка, нашата задача, без разлика ти дали си мајка, дали не си мајка, ќе треба и баба да играм еден ден, мислам, млада. Не Боже, јас да поживеам у животот. Ама едноставно некогаш не сите умеат да се справат со нешто и ако се настојува по секоја цена нешто да се заврши, сметам дека може да биде многу скандалозно. Зборувам сега за приватните моменти наши во животот. Не можеш да форсираш ништо. И некогаш е многу голема храброст да си признаеш дека можеби ако си заминам е подобро за сите други. Тоа е реплика баш на Џуди. Значи, осудата не е дали мајката го оставила детето, тоа е првото нешто што ни доаѓа. Меѓутоа, таа не била психички спремна, не била добра, не била соодветна во моментов да помогне. Сега јас не апелирам на ништо, зборувам конкретно дека сум играла работи кои што можеби приватно не сум ги прифаќала или не сум ги поддржувала, меѓутоа наша работа е и одговорност да најдеме начин да му дадеме прилика на ликот да биде сватен и да биде виден, дека такви животни приказни едноставно постојат. За мене е тоа голем предизвик, јас многу си ја сакам професијата, пресреќна сум што сум
што сум си остварила некои работи и сум се уште спремна, нели, се уште да учам, нашето не застанува со факултет. Да. Така и од овој аспект повторно би го избрала тоа? Мислам секогаш. Да? Мислам секогаш. Многу често ме прашувале што би била ако не би била глумица, актерка. Не постои за мене нешто. Мислам, едноставно се наоѓам, ние немаме конкретно работно време, знаеме да главиме многу на проби, знаеме да работиме и во неработни денови, викенди, знаеш. Навистина не би можела ништо. Јас можам се. Да. Можам се. Би се снашла, ева, и како зборувам и како жена, зборувам како обичен човек. Мислам дека секогаш ќе преживееме со нешто, меѓутоа Ма не го избрала. Таа мала срекичка што ти ја радува и грее душата, тоа е за мене театарот, сцената, колегите, значи. А која го препозна тоа кај себе, Емилија? Која препозна дека сакаш сцена, дека сакаш да бидеш глумица? Па многу мала, не знам, 4-5 години. Беше од тие деца што ги влечат погледите на сите? Сакаше да бидеш во центарот на внимание? Да. Сакав, можеби не толку во центарот на внимание, ама секогаш си го чекав редот за ама јас да покажам, јас сакам да покажам. Мамо види. Да, едноставно сум се експресирала и фала им на моите родители што не го задушиле тоа дете во мене. Нешто дете се уште постои. Да. Јас сум сакала, не знам, имавме ние и во расте во Ново Лисиче. Знам си правевме секакви тука децата од нашето мало уствари правевме фестивали, организиравме, значи правевме, не знам, игравме на музики, пеевме, квизови правевме, па награди се делеа, учествував на сите приредби во основно, бев во драмски секции, секогаш ми било тоа ми било насоката. Секогаш, од многу мала, не се пронајдов некако подоцна, него баш ми била таква детска желбичка. Да, и навистина е благослов да ти се оствари таа желба. Ти дипломираше 2014-та? Така, 2013-2014 ги земавме дипломите, нешто така беше. Да, и имаше среќа веднаш да се вработиш во драмскиот театар? Па беше во текот на една година, после година. Тоа е прилично така брзо. Нешто, да. Тоа е прилично брзо. Јас сум 87 и кога завршив средно, тогаш кружеа муабети, ќе ти требаат врски за на ФДУ, па се кажуваа списоци на луѓе кои што треба да ги примаат. И некако имав една таква криза на идентитет. Викам, окей, ако е така, јас не сакам да бидам таму. Едноставно, тука некако се разочарав. Многу е лесно во Македонија да се разочараш, ствари. Па не знам, тогаш среќаваш луѓе кои што нема те примаат ако немаш врски, ако не те спрема тој и тој, значи ми се чини дека тие муабети се уште постојат. Дека не е згаснато тоа. Дека се во Македонија едноставно е со врски. Да. Не секогаш е така. Да, за некои работи ти не можеш до доктор да стигнеш, тоа е страшно, мислам. Да. И не смеа така. Работите треба да функционираат отворено и достапно за секого. Да. И ја не знам што се случи, јас се разочарав. Викам, не сакам, ако има такви работи, викам, на факултетот, викам, јас не сакам да бидам таму. И отидов, шо ќе правам, ајде, викам, ќе бидам новинарка. Да? Сме можеле колешки да бидам. Едноставно не мислев дека ќе се пронајдам во економија, ми зборуваа од што можеш да заработиш. Јас не бев среќна со од што можам јас да профитирам. Јас барав нешто да ми ја стопли душата. Сватив дека сцена нема да имам, окей, викам, ајде, викам, барем можам да пишувам за неа. Да. И најдов пак некако да
да останам, ајде, и се запишав на новинарство, имав одлични оценки, супер се снаоѓав. Имав многу убав индекс. Меѓутоа, ја бев многу тажна, бев многу несреќна. Ете, родителите ја гледале десетки. Да. Ама тажна бев. Не се најде Не бев таму. таму, да. И после неколку години отидов да видам, да пробам како е за да се спремам за наредна година и ме примија. Значи, сакам да кажам, мора да се верува. Да. Мора да си веруваме. И едноставно да не ги слушаме луѓето што зборат, дека ова не можеш вака, ова не можеш така. Да, треба да бидеш умен. Некој ќе ти каже нешто што можеш да поправиш, да се надраснеш. Меѓутоа, дека нешто не можеш во Македонија да оствариш, тоа е најголемиот виц. Да. Можеш да оствариш. И не само тука. Било каде. Треба само да си... Стварно треба да си веруваме. Да, и да се следи со оно, да не се откажуваат. Иако, да, многу се трнливи патишта така нас, особено за уметниците, особено за оние кои што се различни, да речеме. А да, уметниците се различни, не се потеркот на сите, нели? Обично уметниците знаат да кажат токму така како и ти. Не знам што друго би можел да правам освен уметноста со која што се занимавам. Така што да, тежок е патот, меѓутоа ако веќе тоа е поривот кој што го носиш во себе и те тера да одиш напред, оди напред. Не смееш да се откажуваш. Да. Значи, имало многу луѓе кои што, мислам, и секогаш за било што, нема да не поддржат, затоа што мислат поинаку од нас, или кај со таа идеја, пример, мислам, тоа ти е веќе видено, не знам, некои такви фразички кои што може само да те сопнат или да те инхибираат. Да. Не им посакувам никогаш на луѓето да бидат лесно заводливи. Оти за твое добро, сите знаат подобро и ти никогаш нема да го пробаш, нема да ја пробаш, ќе се исплашиш од сопствената идеја. А јас мислам дека со многу љубов се е возможно. Не е дека Македонија мала земја. Ние сме и од друга страна многу големи. Сега лесно е да станеш славен, знаеш, од повеќе аспекти со една глупост ќе тропнеш. И сега ја можам да тропнам глупост на подкастов и како да ти кажам. И никој нема да ме знае дека ете сум земала награда или не знам дека сум постигнала таков и таков успех со таа и таа представа или дека сум снимала филм у друга држава. Ме свеќаш него ќе те знаат по или не знам. Да, по глупоста. По глупоста. Да, добро, тоа е. Мислам дека не треба да се плашиме од нашите фантазии и желбички. Одлично. Сега кога веќе го споменавме приемниот испит на факултетот за драмски уметности, има една веројатна стигма, не знам, која што се врти меѓу луѓето кои што немаат баш познавање во однос на тоа како функционираат работите во театарот и во тој свет. Дали е вистина дека мора да бидеш подготвена да се соочиш со публиката, да ја соочиш публиката со твоето голо тело, за да бидеш глумица? Има некои академии низ светот, каде што првите часови сум чула дека тоа е така, не го тврдам, дека сите видете, не е лесно да се соблече некој. Да, апсолутно не. Тоа сега ќе се обидам да го објаснам тоа. Тоа е ослободување, значи од стеги, од срам, од едноставно за да можеш да креираш нешто. Оти ако си ти у некаков грч или си се срамиш да не ти се види целулитот или подачњакот или ние треба да сме бланко кога работиш некаков проект на некој лик кога работиш, за да се да го искреираш и да станеш тој некој друг. Ако си ти цело време со твоите ставови не мрдаш од твојот видик на светот, што размислуваш во однос на таа тематика што ја работиш, сега малце го проширувам нештото за да можам да бидам јасна.
преку тие нешта јас разбирам дека се учат други работи, а не сега да се згазиме од смеење, се соблекла голи, или видеа оваа се соблекла гола. Да, затоа реков стигма, веројатно луѓето стигма многу е. погрешно го разбираат. Веројатно повеќе соголување, поважно е соголувањето на душата отколку на телото. Апсолутно. Ние имаме на представа мојот маж на Нела Витошевик. Представата е постојано полна е, значи цело време се распродава. Луѓето многу добро многу добро ја прифатија. Баш во таа представа се зборува за многу работи што луѓето има тешко да ги кажат дури на пријателите. Да. Значи просто им е тешко затоа што баш од тие стереотипи за како треба еден човек во Македонија да живее, луѓето си ги кријат проблемите наспроти тоа наместо да зборуваат за нив, можеби ќе стигнат така полесно до некое решение, се се инхибира, се стишува, се прекјутува, се правиме дека сме многу среќни. Совршени слики на Инстаграм. Да. Ние сите сакаме убав момент од некаква случување. Ама само ми е многу жал дека само го покажуваме тоа, не го живееме вистински. Да. Во однос на тоа имавме ние во мојот маж еден момент каде што се запрашавме таму кажуваме и приватни наши случувања, имаме наши, тоа е по текст на романот на Румена Бужаровска и ние имаме плюс додаваме таму некакви монолози наши приватни лични. Преку тој процес ние сватевме дека е многу тешко ти да кажеш, да раскажеш твој интимен момент од животот, тежок момент, среќен момент. Исто како што повеќето луѓе мислат дека е лесно да излезеш на сцена и да кажеш виц. Тие што во друштво кажуваат многу лесно вицеви, качи ги на сцена да видиш дали може да кажат. Просто не е така се многу лесно. Или вие таму што си глумите, или сите тие муабети што на нас актерите многу често не ги прават. Запрашавме дали да се соблечеме на крај, бидејќи ние скроз се соголуваме низ целата представа емотивно. Значи, секоја представа, секоја изведба нас ни е како прва. И тоа си ги гледаш колегите, ја лично седам и си ги гледам колегите, како си го раскажуваат нивниот приватен момент од животот, и јас секогаш плачам со нив како прв пат, како да е мое, како прв пат да го слушам. И се запрашавме дали да ја завршиме, не знам, представата, дали некој да се соблече или не. И тогаш свативме дека може треба да го решиме тоа малку по-интелектуално, у смисла ние веќе се соголивме. Дека веќе нема потреба од тоа. Има ли поголемо од соголување од тоа? Меѓутоа, нема да се сложам дека не по секоја цена, во секој еден проект, убава жена дека мора да се соблече. Не. Меѓутоа има... Ако е во функција на... Ако е во функција, ако е тоа оправдано, голотијата е најневажното нешто што може да се покаже. Ние не сме... тука на факултет тоа не се случува, ама не значи тоа дека не може... Да, треба да си ослободен. Тоа е наша професија. Ние треба да покажеме многу повеќе голотии. Не знам, не само таа. Ако го издржано, апсолутно ја поддржувам, затоа што ние сме актери и ние мора едноставно да покажеме тоа што е важно за одреден лик. Филм, театар. Така. И сега, кои се оние стереотипи со кои што најчесто се соочуваш со оглед на тоа дека си глумица? Значи, кои се оние работи кои што најмногу ти пречат во однос на коментари кои што ги добиваш, погрешна слика за тебе? Не знам. Веројатно има многу. Да, некаква слика си создаваат луѓето само заради тоа што си глумица. Сигурно сум. Види, имаше еден колега, викаше, вика, сите сакаат, вика, глумици, девојки. А никој не ќе да ги жени. Никој не ќе да ги жени. Демек, сакаат да се пофалат у една фаза од животот, една друга. Меѓутоа, стварно не е лесно да бидат уметникот да има
партнер кој што не разбира едноставно што работиме ние. Многу често, не само затоа што сум глумица, јас сум плавуша тука во општество. Уште еден стереотип. Јас сум плавуша, нели, со гради, со струкче, ние сме битија, јас имам приказна за себе, јас имам многу приказни. Така е. Јас сум и од секогаш многу ми пречало Леле, многу си убава. Ќе дојде некој на представа, леле, многу си убава, значи многу си убава. Тоа на нас не е комплимент. Знаеш, дури имаше една представа кај што јас стварно уопште не бев ни нашминкана, ни ништо, баш напротив, имав нагласени поточњаци, бев ни шешлана, значи се што е стереотипно за неуредно. Да. И знаеш, луѓето, не знам, мислат дека ако те комплиментираат дека си убав, дека тоа е доволно, знаеш, нема потреба од такви комплименти. Ние не сме само убави, ние сме многу повеќе, ние сакаме, ако ме видиш мене на сцена, ја нема да бидам среќна, пошто ти ме гледаш мене, јас сум некој друг. Да. Во однос на стереотипите, сум имала доста случувања за, не знам, дури било кои луѓе што ме запознавале, ме прашувале, вие глумците вакви, такви, пиете, алкохоличари, викам, окей. Кој не е? Еве, кажете ми професија, од кој не е? Не знам, алкохоличар, коцкар, оваа била ваква, овој бил ваков, овој бил таков. Значи, ја просто ми е тажно дека нешто такви форми, такви дефиниции се даваат на професиите на луѓето. Тоа не е така, на вистина. Значи, не знам зошто некој мисли дека ако се запише на, не знам, на e-бизнис, дека нема да се соочи со некакви проблематики или дека нема, дека тој човек нема да излезе некогаш да се забавува или дека нема да има некаква прослава. Значи тука во Македонија за се има некаков печат. За се има некаква дефиниција. Одамна сум стварно не можам да се занимавам со тоа. Стварно имаме толку животни предизвици како да преживееш, како да се надраснеш себе си. Не можам да ги надраснувам другите. Не можам за нив. Не можам. Така. Имаат право сите да мислат што сакаат. Важно е јас да бидам одговорна, здрава за себе, да бидам пристојна, па дури да си дозволам да се забавувам некогаш, знаеш, едноставно не смееме да се затвараме за да задоволуваме некои други замисли како треба некој да живее. Така. Никако. Како сака, секој како сака, секој како мисли. Да, не дека другите луѓе се лишени од потребата некогаш да посегнат и по порок и после сите луѓе сме исти. Нема дефиниција. Нема дефиниција. Апсолутно, секој е одговорен сам за себе. За својот живот, за својот ден. Ние сме одговорни за нашиот ден. Ако јас денес не знам што да направам со мојот ден, што ќе правам тогаш? Што ќе направам со животот? Така. А дека тоа е дека ќе даваме дефиниции дека кој по која професија каков е, не е секогаш така, затоа што секогаш има исклучоци. Така е. За жал е тоа така, за жал се лепат многу стереотипи и погрешна слика за вашата професија. Особено затоа што сте нели пред очите на јавноста, тоа е една јавна професија и тогаш луѓето знаат да кажуваат работи кои што не соодветствуваат со вистината. Добро. Сега, каква е констатиравме дека е така. Каква е Емилија приватно? Вака зрачи со многу детска, искрена енергија. Приватно, што е она што те радува, што е она што те прави среќна, што сакаш да правиш кога си сама со себе, кога си со тие луѓе што ги сакаш, кои што ти се драги, кога не си на сцена?
Па еве, пак малце ќе се надоврзам од претходно. Секогаш луѓето некако те доживуваат. Најчестите коментари биле дека сум многу јака, силна фигура, дека некаква силна енергија, женствена, на борец, силна, дека сум не знам, можеби дури дека сум дрска. Најверојатно доаѓа тоа од острите црти. Појма неам. Веројатно, Врска неам. Меѓутоа, вака баш различно е, јас те доживеав па различно. да, затоа што на пример еве сме разговарале Да. и си ми ја доживеала енергијата што ја носам. Да. И се тоа некој што те доживува од страна може да си замисли секакви работи. У суштина сум многу едноставна, но никогаш не сакам да го изгубам детето во себе. Јас навистина многу се радувам на едноставни, мали, ситни, убави гестови. Се радувам на љубов. Значи, не знам, грижата за луѓето. Дека некој ти обрнува внимание, дека постоиш. Или како си. Тоа ме радува. Тоа ме радува. Нешта што се поретки и поретки. Онака како ендемски вид на однесување, карактеристики кај човекот. Дека некој некого ќе погледне баш во тоа внатре што го носи. Оти се е многу брзо, се е само луѓето да покажат кои се, колку се успешни, колку се... А ние како сме? Суштината бега. Некои работи, за некои работи навистина имаме наши лични успеси. Меѓутоа, некои други успеси се заеднички. Значи, не можеме сами ние. Треба да ги делиш нештата. Знаеш, Ема е едно мало дете што се радува стварно на не знам, јас сум благодарна. Тоа изминативе години ми е врв од постоењето, дека јас научив да бидам благодарна. Да. И кога си благодарен, си свесен за луѓето што постојат во моментот во твојот живот. Што прават они, како се однесуваат со нив, со тебе. Знаеш, едно чоколадце, што ќе ти го оставам сега, векаш, значи, кога сум била помлада, можеби ќе нема да приметам дека тоа е еден вид на љубов, што знам? Да, тоа е љубов. Знаеш? Така е. Сега, например, на повеќе настани гледам, еве и кај нас пред представа ни даваат магнезиумче. Тоа е прекрасно. Па како не, ама грижа. Љубовта е грижа. Љубовта е токму во тие некои мали ситници, како си дали јадеше, да не ти студи, да не ти треба нешто. Тоа е љубовта. Љубовта не секогаш е врзана за те сакам. Не, те сакам треба да фршти од многу повеќе нешта. Нели? Од многу повеќе нешта. Не знам, мислам дека стварно сакам едноставни нешта. Сакам да се грижиме едни за други. И кога се грижиме едни за други, да бидеме, да се чувствуваме слободни да кажеме дека некогаш нешто не можеме и дека нешто ни е тешко и некој знаеш, не секогаш бараме равенка за кој како да постапи, само сакаш нешто на некој да му кажеш, да споделиш, споделување, тоа е важното. Со такви вредности се занимавам. Имам среќа да имам мал круг на пријатели кои што ми ја даваат таа љубов и затоа сум благодарна. И мислам, и така доаѓа тоа дете што си го видела вај до мене. Да. Се чувствува, да. Да, јас сакам добра работа, квалитетна работа, одговорна. Сите сакаме да напредуваме. Ама исто така не сакам да заборавам која сум, затоа што само така можам да
да бидам стабилна, да можам и да се посветам, убаво, не можам така себично, да ми е гајле за другите, или да ми е гајле за колегите, како се чувствуваат, и јас сега ќе си гледам само за мене. Многу сакам несебична љубов. И така, сплотување, заеднички нешта. Тоа, сакам. Убаво. Да. Љубовта е секогаш стигнуваме на истото дека навистина љубовта е нешто кое што е базично за да бидеме среќни, и ако ја немаме љубовта, веројатно многу работи ќе недостасуваат, а кога е таа тука, дури и кога фалат работи, не приметуваш дека ги нема. Таа надокнадува се она што фали во животот, дали е материјално или не. Нели затоа и оние муабети кои што подоцна ќе се испостави дека веројатно и не се многу вистинити, дека ќе живееме во колиба, само се сакаме. Не, треба и да биде и повеќе од колиба, меѓутоа љубовта е базата. Треба почнеме со љубов, па после ќе дојде од таа колиба и нешто повеќе, заедно ќе се градиме како луѓе пред се, па после тоа и како пар, како семејство и така натаму и така натаму. Напредувањата се важни, а кога си задоволен, не велам дека со ова и да останеш неамбициозен. Не зборувам за тоа. Ама без љубов џабе ти можеш да работиш 1000 работи за да преживееш или не знам. Да, ќе се снајдеш. Меѓутоа, автентичноста, ако во нештото, ако не го сакаш, значи нема да има автентичност никаква. И ќе бидеш само ист како сите останати и ти никогаш нема да дојдеш до израз и да бидеш посебен затоа што сме сите посебни. И ако правиш работи само за да заработиш нешто, или колку да глуматаш дека си успешен или не знам кои се тие движечки сили и што ги покрепа луѓето така да се однесуваат. Ама ако не најдеш љубов во нештото што го правиш, нема да биде успешна. 100%. Така. Нема да трае. Да, па нема да исполни, ќе сакаш да заврши некако. Улоги зад себе на сцената. Веројатно има некои драги, некои помалку, можеби и сите исто, не знам. Обично и музичарите и уметниците, некои сакаат да се сокријат позади тоа, ама мене тие се сите, не ти се сите драги, затоа што не може сите да ти се драги. Некои малку повеќе ги сакаш или не, бар ти биле поблиски или не. Нема да те прашувам која ти е омилена улога, затоа што е неблагодарно, знам. Ќе те прашам нешто друго. Ако си се реализирала во повеќе улоги на сцената, која е најважната улога што приватно си ја изреализирала? Во која улога приватно се чувствуваш ти, Ема? Во оваа улога сум своја. Не знам, сестра, пријателка, партнерка. Која е таа улога во која што најмногу се наоѓаш себе си ти е најубава? Мислам дека сум голем другар. Мислам дека сум голем другар, да. Тоа ми дое прво. Уживам да бидам добар другар. Знаеш во 3 сат са бајле, ако ти се јави другарка да ти плачете. Не би сакала да се случува тоа, но... Меѓутоа живи луѓе, се случува. И убаво е да плачеме, зошто? Мислам дека сум голем другар, само... Дури со моите родители, со мојата сестра, со мојата фамилија, со моите другари, јас сум добар другар. Тоа ми е... Многу сум среќна кога сум тука за нив. Сакам да сум присутна. Бидејќи по животов сум се разделила од многу луѓе, од многу пријатели, дури од роднини. Не по секоја цена мораш со некого нешто да остваруваш. Со тие што сум се уште меѓутоа разделбите баш се случувале затоа што сум сватила дека луѓето не знаат да бидат другари. Не знаат да бидат тука па ни за нив самите. Да. Некакви дневни биткички така го трошат животот со некои чудни нивни идеи за како треба. Јас ги сакам луѓето.
Јас и дури им простувам на луѓето. Никогаш не му врзувам на некој крпче и сега јас до крајот на животот да живеам, бидејќи разбирам дека тој човек толку разбира во тој момент. Да. Не е Толку важно дали капацитетот, да. не е важно дали ме повредил, колку ме повредил, дали е нешто тенденциозно спрема мене. Просто кога знаеш од каде доаѓа, од која несигурност и од кој страв доаѓа тоа, меѓутоа дури со таквите луѓе, јас сум наоѓала начин да ги скротам, да им кажам, ама ја не сум ти опасноста, окей. Знаеш, меѓутоа да се вратам на уживам да бидам другар. Сакам да сум тука за моите пријатели, дури ако не можам да им помогнам, сакам да не се сами. Јас на вистина гледам дека толку многу друштва и заедници врија од луѓе, ама е пусто. Да, те разбирам. Мислам дека таа љубов сакам да ја оддржувам. Сакаш да даваш. Дури со мојот партнер, јас сакам да бидам другар, сакам да го разберам. Така. Знаеш, сам повеќе нешта се што јас имам допрва уште за учење. Да. Не е дека јас знам се. Меѓутоа таа улога ми е да бидам другар со сите луѓе во мојот живот. Одлично. Убава улога. Да, убава си улога. изненадив се, а? Извадивме нешто чудно, кое што ти Па добро, да, повторно е тоа врзано за љубовта. Како сакаш врти го Па ето повторно. ти гледаш некако со тие Да. паќа форма на љубов. Вака инаку делуваш многу храбра, но дека си Сум. многу храбра. А наспроти тоа има ли работи вака кои што те плашат, кои што Па храброст од кај доаѓа? Има. Да, Има, ме плашат. што те плаши, на пример, што ти е најголем страв во животот? Најголем страв. Пошто рече дека си окей со разделби, обично тоа е некој страв кој што повеќето луѓе го имаат. Страв од разделба, страв од тоа да се изгуби некој близок, страв од тоа да се биде сам. Тоа се некои вообичаени стравови кои што луѓето ги имаат, меѓутоа ти кажат дека си окей со тоа. Па, види, мислам дека не знам што е најголем страв, ама знам дека да, тие стравови од напуштања и јас исто сум имала страв да не се разделиш од некого или да не бидеш разминувањата и разделувањата се страшни. Ти со друг, знаеш, дури со партнер да се разделиш по многу години, ти со една другарка да се разделиш, имаш поинаков, одма е поинаков животот. Да, се менува многу Така. така. И се тие страф од непознато моменти, од нови работи. Тоа ми навистина сум се плашала порано. Ама доаѓаш у една фаза во животот каде што сваќаш дека може не треба да се плашиш од тоа. Може треба баш да се впуштиш во по тој пат и да видиш што се ќе откриеш. Оти ако кога се плашиме, тоа значи дека се закотвуваме некаде на безбедно, на сигурно. Не. Оди, пушти се, види, пробај нешто, не знам. Да, па и да сгрешиш. Па и да, Зашто како да ќе не? знаеме работи? Мора и тука тоа исто многу ме лути, да не сгрешам. Па шо ако сгрешиш? Сгреши. Сгреши. Како ќе научиш? Како ќе се охрабриш? Знаеш, сум имала во младост. Кога бе, не знам, стварно пред 15 години. Тоа си била мала, не Сум млада. била мала. Ти сега си млада. Јас сум сега млада, тогаш сум била млада, фала. Знаеш, едноставно не превземаш чекор зашто ти е страв. Ама така нема живот, и така нема радост, и така нема задоволство и среќа. Да, сме го зборувале тоа. Стравот колку што знае да биде препрека, знае да биде и предупредување. И да те заштити, можеби некогаш, нели? Од некои работи, затоа што
Нели можеби би се повредил или можеби не знам, ти се опасност некаква исто, ама исто така знае да биде кочница. Треба да се знае, треба човек да знае да балансира и со стравот. Он е добар до некаде кога е дозиран, меѓутоа не да те кочи, не да ти представува проблем за да постигнеш нешто во животот. Кога ми се случува да речеме нешто што пак сум некако се наоѓам во неизвестна ситуација, не секогаш знам јас одма како да постапам. Мислам, никој нема да ти каже тебе равенка како е лесно и што треба. Ние сите и пази, и ти можеш да ме советуваш мене како би било подобро. Ама некои нешта мораме сами да ги минеме. Така е. Ние можеме да си значитаме и книги, и 10 успеси за квалитетен живот. Убави се тие насоки. Не подценувам ништо. Меѓутоа, додека не помине низ немаш тебе. контрола секогаш во нештата. Така. Не можеме да ги контролираме работите. Мора да се впуштиме, мора да опипаме работи, мора да се видиме и ние самите какви би биле ако сгрешиме. Оти како ќе имаш ти искуство, како ќе имаш големи успеси ако не зезнеш негде нешто. Не знам, не треба да се плашиме од ништо. Јас делувам храбра. Јас колку што сум храбра, знам и да бидам и загрижена. Ама има фази на проблематиката што ми се случува да речеме, чекај, добро, па сега процесирам. Па можам да бидам загрижена ако го изберам овој пат, па ако го изберам овој пат. Меѓутоа, не калкулирам од каде е најлесно, него што е покорисно и за мене. Оти не како е најлесно, што е покорисно. Сакам и што е поздраво. И за мене и внимавам секогаш да биде тоа и за сите. Так. Не само за мене. Так. Вака од моабетов колку што можам да заклучам, мислам дека си човек кој што точно знае што прави во животот, кој што ги обмислува убаво работите, што е добро. Не секогаш. Па нормално. Да, некогаш одиш и нормално, убаво е да имаме планови. Да. Убаво е да се чувствуваш најден, убаво е да се чувствуваш реализиран. Убаво е да те викаат во нови работи. Ние актерите, нели, секогаш проаѓаш и кастинзи, или просто некој режисер, таа улога ми треба ема. Како ти кажам, таа радост може да ми трае мене наредните 4 години. Не е дека сега, ова се деси и го заборавам. Знаеш. Убаво е да... Ама, ако се чувствувам... Не се плашам и сакам да учам нови работи. Така. Не мислам дека тука завршило моето образование или растење или не знам што. Некогаш и колку што е, гледам дека некои луѓе што сум разговарала така во некои прилики ми рекле, па тогаш кога не се случува да речеме работа, пошто ние актерите или имаш екстремно многу работа и после знае период да се случи кога е суша, ништо не се случува. И тоа за нас така малце е психозно. Меѓутоа најдов начин да ги гледам како од поинаков аспект нештото. Сега јас ќе бидам сам свој мајстор на моето слободно време. Знаеш, и се што не можам да постигнам кога сум фул зафатена, се обидувам да го реализирам и да го завршам тогаш. Сите, пошто сум зафатила дека има некои нешта што ги игнорирам, утре тоа, знаеш, као имаш приоритети и тоа е погрешно, ма појма немам што е. Ама не е дека секогаш знам што правам. Ама знам што сакам, знам кон што целам, си имам замисли и имам голем дел оставено и на случајности. Затоа што ако јас си зацртам дека ова сега вака ќе биде, а тука некој ми тропка на врата или ми нуди некој проект, чекај убаво да го, или не, викаш, ако ги одбиваш сите прилики, како ќе знаеш, например, дека можеш нешто друго, например, да еволуираш или не знам. Да. Не смее секогаш по план. Мора да оставиме нешто и на случајностите. Така е. Од работите кои што во животот те прават среќна, а те прават тажна. Што можеш да издвоиш?
Што е тоа што најмногу те радува, што е тоа што знае да те растажи? Најмногу ме радува. Обични работи, однака Да. што во денот знае да те направи среќна. Добро кафе, добра храна, сготвен домашен ручек, сакаш нешто, ти Внимание. треба нешто. Да. Добра. Пак ете гледаш сега не ти знаеш што ќе кажам кој ќе дојдам. Па Не добро, го па извираат тоа е сега тоа, од мене. да, тоа е тоа. Како си? Тоа многу ме радува. Веројатно внимание тоа е тоа. Вака, ако можам да детектирам, извини. Ако го кажеме внимание. како внимание, има категории на луѓе кои што ќе го разберат многу поинаку, дека е внимание, а е Не, суштина. зборуваме за друго. Да. Токму за тоа. Да. Како си? Тоа е внимание. Не е внимание да те гледа некој како изгледаш Да, и да. и да ги влечеш по. Не е внимание некој да се грижи. Тоа е тоа кое што е суштинско и многу важно и кое што веројатно сите луѓе го имаат, а ние жените знаеме да си го кажеме гласно дека да ми треба внимание и тоа е окей да го побараш и окей да го сакаш, така да. Јас го разбирам тоа, ама просто низ години стварно сватив дека луѓето ништо не ги интересира за другите. А ги интересира само нивниот неуспех. Знаеш, пошто сите некако мислат дека знаат ти тоа што го правише прелесно или не знам, стварно никој не го интересира како си. Никој. Ги интересира дали нешто си зезнал и те како или не знам. Популарно наречено сеир. Да, сеир да се пукне за да се насмееме. Да. Тажно, претажно е. Тоа е тажно. Да. Се радувам на телефонски повици. Да? Да, се радувам на и се трудам и јас да ги остварувам. Така, се што е ретко, тоа го сакам уствари. Така. А што те растажувам? Па нечовечноста. Да. Кога си гледа некој само за својот нос. Така. И така, која само за него, како си се чувствува. Во зборувам за не за партнерска љубов, зборувам за Општо за луѓето, за да, луѓето да, со да. кои што се соочуваме секојдневно. Така. Што сакаат да те повредат намерно. Мислам дека ние треба да се поддржуваме за работи. Тоа ме растажува. Кога гледам дека некој е нечовек и е зол, гледам зло. Злото многу ме растажува. Да, живееме во свет во кој што за жал се повеќе и повеќе злото зема замав. Се случуваат лоши работи така. Да, тоа што луѓето се смеат на туѓата несреќа, на и дури ме растажува кога луѓето мислат дека не знам некој не знам некој од некој проект излегол, некој се развел, мислат дека тоа се неуспеси. И така си ги нешто ќе оговараат и тоа мислат дека е некој неуспех. Не. Секоја врата што се затворила, ти отворила нешто друго. Стереотипите ме растажуваат. Луѓето кои што размислуваат стереотипно. Да. Дека просто си го губат времето да искоментираат за кој како треба, како не знам што. Тоа ме растажува за нив, не за мене. Јас знам колку сум полна со љубов и како си го трошам мојата енергија на што. Гледам дека ми е жал што луѓето не си ги искористуваат нивните сопствени капацитети и така го трошат некако времето. Да. Тажно ми е кога некои луѓе заминуваат, кога ги губам просто кога некој ќе почина. Меѓутоа, ако го исклучиме тоа, злото ме прави тажна. Често плачеш, ем? Да, ми се насолжу, знаа да ми се насолзат очи. Не знам кога последен пат имам јас плачано. Вистина, не си плачка?
Јас сум многу сентиментална, значи ми се наслажуваат очите. Да. Плачам, сакам да кажам. Да. На убави работи, на тоа што секогаш сочувствувам со другите и знам и да се израдувам и да се расплачам, Да. ама да плачам у смисла дека јас сум у некаков хаос во животот, па сега дури кога сум во хаос, не викам дека не ми се случува хаос. Многу порано многу повеќе плачев. А на секојдневно ниво ќе се најде некој убав човек кој што мене ќе ме расплаче од убава мисла или од нешто такво. Така, сочувствувам, не знам, чувствителна сум. Да. Емпатична. Многу сум емпатична и за тоа е едно од нештата за кое што јас приватно се борам. Дека сакам да се подига свеста за така, да се развива тоа нешто, да се зимаат во предвид некои морални однесувања. Да. Разбирање за сите. Малку повеќе да го разбираме другиот, колку и да не е како нас. Со тоа што не викаме дека сега треба се да разбираме и ние да не умееме да поставиме граници. Така. Затоа што баш тие злите луѓе мора да знаат докаде ова можам да го исхендлам и да те разбирам од каде ти доаѓа. Ова другова до тука може, до тука не. Да, само ќе се повлечеш и тоа е тоа. Да. Не водам битки, не водам војни, ги оставам луѓето да се живеат како сакаат. Меѓутоа, ако работиме колективно или нешто, секогаш сум поборник така за да биде нештото етично. Мене многу брзо ми помина времето, не знам дали си свесна дека веќе еден час мислам дека траеме, колеги. Да. Ајде вака уште нешто за крај кој ќе тргне муавето. Многу брзо. Ајде уште нешто за крај. Не знам, ајде што е она што ти е желба до сега не си ја остварила, а би сакала да се оствари во иднина, или пак, ако повеќе ти одговара да ми кажеш како себе си се гледаш во совршено издание во иднина, што е твојата слика за себе, не знам, да бидеш мајка, да бидеш успешна глумица до крајот на животот, да играш до крајот на животот, да, не знам, која е совршената слика за себе, која што некогаш може не ја правиш, може оставаш да се случи. Веќе не ја правам, пошто порано мислев дека тоа е како треба да се живее, што е и кога го оствариш тоа што ти пак забораваш да бидеш благодарен на све друго што проаѓа. Јас можам само да си посакам да не престанам да работам. Би си посакала да си ги сочувам луѓето што ги имам сега во моментов, баш тие луѓе што ги имам сега во моментов, да ми се живи и здрави и така мислам дека би била среќна. Нормално, не знам, има многу нешта што би сакала, ги посакувам. Ја посакувам прво сум жива и здрава. Па се друго би било окей. Не би сакала да си задавам задачи, ова мора да ми се случи, тоа мора да ми се случи. Да, јас ќе тежнеам кон тоа. Так. Едноставно некои нешта некогаш не мора да се случат. Затоа што нема да го губам времето во тоа, може ќе ми се пројави друга желба. За нешто многу поубаво и покорисно за мене. Сакам да сум жива и здрава и да ги сочувам луѓето што ги имам сега во животот. Тоа е најмалку што сакам. А се друго би било само плюс. Да. Убаво. Да. Убаво. Нека те изненадуваат само убави работи. Да се изненадуваш од убаво. Фала ти да се изненадуваш само од убави работи. Нели? Да, нека донесе животот убави работи. Благодарам што одвои време да бидеш моја гостинка, ми беше многу пријатен разговорот со оглед на тоа, плюс дека прва актерка си во подкастот. Стварно? Да. Добро. Со лесно нека ти е. Да, прва сезона е така што баш се радувам на тоа дека си разговаравме и дека можеби на оние кои што ќе
не гледаат, кои што ќе те гледаат, ќе им отвориш некои нови хоризонти и ќе те запознаат во едно поинакво свето. Фала ти многу што ме покани. Навистина многу брзо ми пројде времето. Нели? Ти благодарам за убавите прашања и што не беа такви стереотипни. Да. Штиците што живот значат. Да, Ти благодарам за што откри нешто друго, извади од мене и мене ми доаѓа корисно. Убав ми беше разговорот и пријатен, видиш, искача Се се. е тука. Ти посакувам се најдобро Исто. и многу успеси. Исто. Фала. Да те гледаме на сцена што повеќе. И да доаѓате во театар. Да одиме сите во театар. Уште еднаш благодарам и се гледаме за убави работи, се гледаме во театар. На вас ви благодарам како и секој за вниманието. Знаете дека со Ана на Ти го следите секој петок на YouTube каналот на Слободен печат точно во 20, така ќе биде и овој петок, се гледаме следниот.